Утрински стихови од Библијата. 6 август. Товарот на гревот е претежок. Зашто беззаконијата на мојата глава ме надвишија. Ме притиснуваат како претешко бреме. Псалам 38:4. Кога сатаната ќе ти каже дека си грешник и дека не можеш да се надеваш на благослов од Бога, кажи му дека Христос дојде на светот за да ги спаси грешниците. Ние немаме ништо што би не препорачало пред Бога, но нашата единствена молба, која можеме да ја изнесеме сега и за секогаш, е нашата потполна безпомошност, што ја прави неговата искупителна сила неопходност. Откажувајќи се од сето подпирање на себе си, можеме да погледнеме кон крстот на Голгота и да кажеме: со празни раце пред тебе стојам, само на крстот твој се надевам. Сатаната не може да ги задржи мртвите во своите канџи, кога Синот Божи ќе ги повика во живот. Тој не може да држи во духовна смрт ниту една душа што со вера го прима Христовиот збор во кој има сила. Бог им вели на сите што се мртви во гревот: разбуди се ти што спиеш и воскресни од мртвите. Тој збор е вечен живот. Ако ја прифатиме речта, имаме избавување. Какво и да било твоето минато искуство, колку и да се обесхрабрувачки твоите сегашни околности, ако дојдеш кај Исус, токму таков каков што си, слаб, безпомошен и очаен, нашиот милостив Спасител ќе ти излезе во пресред уште од далеку, ќе те прегрне со рацете на својата љубов и ќе те облече во наметката на својата праведност. Тој не представува пред таткото облечени во белата облека на неговиот карактер. Тој се моли пред Бога за нас, велејки: јас го зазредов местото на грешникот. Не гледај во ова залутано дете, туку погледни во мене. Сатаната гласно се застапува против нашите души, обвинувајќи не за грев и полагајќи право на нас како свој плен. Но крвта Христова се застапува со поголема сила.